Лицата што го пропуштија рокот го губат правото на здравствена заштита на товар на Фондот за здравствено осигурување до моментот додека повторно не се регистрираат и во тој период за секоја медицинска услуга што ќе ја добијат, ќе треба да платат на приватно. Осигурениците може да ги донесат документите за регистрација и по истекот на рокот, но со тоа губат континуитет во осигурувањето и дел од здравствените услуги нема да може да ги добијат и откако ќе го обноват осигурувањето. Поради прекин на континуитетот, 6 месеци по повторната регистрација, овие лица немаат право на ортопедски помагала, а жените го губат правото за надомест на породилно отсуство, ако претходно немаат 6 месеци непрекинато осигурување. Најголем број невработени од Скопје останаа без здравствено осигурување, односно 30.683 лица навреме не поднеле документи. Потоа следува Битола, каде што 9.443 невработени се пререгистрирале само 4.641 лице, односно без осигурување останале 4.802 лица. Во Кочани останале нерегистрирани 2.682 лица, во Штип 2.263, а во Дебар 2.073 лица. Сите невработени што нема да се регистрираат согласно со одредбите во Законот за здравствено осигурување нема да можат да го остварат правото на здравствени услуги и затоа апелираме и покрај тоа што поминал рокот да појдат во подрачната служба и да се пререгистрираат, велат од Фондот за здравство.